Кривичен законник, закон за амнестија, се тоа може да помине со европско знаменце или по брза постапка. За намалување на платите на премиерот и неговите колеги ќе мораме да почекаме да се усогласеле со законите. Димитар Ковачевски го демантираше својот заменик Фатмир Битики, кој порача дека подготвиле закон за намалување на платите. За разлика од другите закони кои се носат преку ноќ, за овој ќе мора да се чека. Не смеело да менуваат без да видат што пропишува законот. Носење на решенија кои што го дерогираат системот на плати, каде што за едни вработени важи еден систем на пресметување на плата, а за други друг систем на пресметување на плата, зборувам во јавниот сектор, ќе значи веднаш реакција како во два случаи до сега и третиот пат од страна на највисоката судска инстанца. Ке паднал на Уставен суд, ако избрзано го измениле, морале да размислуваат за сите што добиле повисоки плати, не биле само министрите, туку и уште илјадници други. Уште пред да се случи одлуката на Уставниот суд, јас кажав дека се работи на закон за плати во кој што треба да се стави ред во платите во јавниот сектор, да се знае која е највисока плата, а која е потоа како одат нивоата на платите согласно со одредени критериуми. Зборуваме за плати кои што се однесуваат не само на 21 член на влада, туку се однесуваат на 120 пратеници, на 80 градоначалници, на скоро 600 суди, обвинители, 300 колку се и така натаму. Овој став на премиерот е контра она што пред само 2 дена го кажа неговиот заменик Фатмир Битики, кој порача дека веќе бил спремен закон за намалување на платите на функционерите. Направиме поправедно решение и секако ослободиме дел од средствата кои што евентуално ако се изгласа тој закон за антикризни мерки за најранливите категории. Според последното зголемување на платите со одлуката на Уставниот суд, на избраните функционери им се покачи месечниот доход за 78%. Сега согласно растот на просечната плата треба да добијат дополнително зголемување, што ќе значи некаде плюс 400 евра. Инаку во моментов најплатен е собранискиот спикер Талат Џафери кој заработува 166.000 месечно, 1000 денари помалку заработува првиот човек на државата Пендаровски, додека 156.000 заработува премиерот Ковачевски.